Здраво на сите и добродојавте во емисијата Супер звезда. Ве поздравувам јас, ви мафтаат и супер звездичките. Денеска во оваа емисија ќе ве одведеме во една нова и многу интересна авантура во која што ќе откриеме некои работи кои што досега сте немале шанса да ги видите, поточно никогаш не се снимени во емисијата Супер звезда. Сега пред да направиме оваа емисија, сакам да ве прашам дали ние као деца треба да бидеме добри? Да! Дали треба да бидат добри нашите родители? Да! Значи сите заедно ние треба да бидеме какви? Хумани. И треба да бидеме хумани и денеска оваа емисија ќе посветиме на оние кои што се токму такви. Ќе отидеме да ги посетиме оние кои што се добри и хумани. Оваа емисија Супер звезда ја води не на било кое друго место, туку директно во Црвениот крст на градот Скопје. Почитувани гледачи, останете во следните 60 минути со нас да видите емисија каква што сте немале шанса да видите до сега. А ние, дечки, одиме директно онаму да ги видиме хуманите и добрите. Тргнуваме, а вие, драги гледачи, доаѓате по нас. 3-4, влегуваме! Здраво на сите, како што претходно најавивме, денеска Супер звездите се специјални гости во Црвениот крст на градот Скопје. Мој денешен соговорник е Александра Ристовски. Александра, добар ден и добре дојде во Супер звезда. Како си? Добар ден, добро дојдовте во Црвен крст на град Скопје. Фала многу на вашата покана. Одамна сме сакале да дојдеме и да бидеме ваши гости, а некако спонтано испадна да се слушнеме и да се договориме. Значи, до сега доаѓале ли друг пат деца овде како вас? Па ние се трудиме секогаш да имаме, значи млади, без разлика на која возраст, работиме и со деца од градинки, и со деца од средно училиште, и со основно училиште, така да има. Но никогаш Супер звезда не била кај нас. И особено сме горди денеска што сте со нас и што ќе имаме можност да се дружиме во наредниот 1 сат. Ова ќе биде интересна прилика не само за дечињата, туку и за нивните родители да дознаат нешто повеќе за Црвен крст. Има такви кои што знаат, но има такви кои што ништо не знаат за Црвениот крст. Ние знаеме нешто, ама нешто и не знаеме, така да денеска имаме спремни прашања. Дечки, имате прашања? Да! Може ли да почнеме? Да! Александра, подготвена ли си ти? Дефинитивно, со ваква екипа, дефинитивно. Ајде да видиме кој ќе го постави првото прашање. 3, 4, оваа женска повели злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ана Марија Тановска и сакам да прашам што е Црвен крст. Ова е да, убаво прашање за прво прашање, значи што представува организацијата Црвен крст? Црвениот крст е една организација која што пред се има хуманитарен карактер, која што има задача да им помага на сите оние луѓе кога се тие во невола, значи без разлика дали станува збор за некаква катастрофа или па кога треба да се промовираат некакви вредности или кога треба да ги информираме граѓаните што работи нашата организација. Црвен крст е секогаш во служба, со својата служба, значи да излезе во пресвет на овие граѓани кога помошта им е потребна. Значи ние сме една хуманитарна организација која што им помага всушност на луѓето. Оваа хуманитарна организација постои само во Македонија? Не. Моментално вие се наоѓате во Црвен крст на град Скопје, што е една од организациите во Македонија. Всушност во Македонија функционира Црвен крст на Македонија и има 34 општински организации низ целата држава. Во градот Скопје постојат 5 општински организации, а Црвен крст на град Скопје има координативна улога. Прашањето беше дали постои само тука или постои во целиот свет. Постои во целиот свет, значи хуманитарна организација која што е Црвен крст или пак Црвена полумесечина, кој што им помага на луѓето. Вкупно има 186 вакви членки. Прекрасно. Следното прашање ќе го постави кој? Ајде да видам, повели злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Јована Кожухарова и сакам да ве прашам кој го создал Црвениот крст? Ова е стварно исто така убаво прашање. Кој има направено вашата организација? Значи, кажав дека постојат 186 земји, нормално дека некој ги формирал, некој е основоположник на Црвениот крст. Господинот или чичкото сега веќе во нашава ситуација се вика Андри Динан и потекнува од Швајцарија. Андри Динан во 1863 година тргнал на едно патување во Франција, но поминувал преку Италија и во еден град кој што се вика Солферино, видел огромна битка, значи луѓето војувале, се бореле и тоа била битка помеѓу француска и австријска војска, имало многу загинати луѓе, немало кој да им помогне. Инспирирано тоа што е видел глетката, почувствувал дека сака да биде хуман и дека сака да им помогне на луѓето и собрал луѓе од соседно село кој што се викало Кастилјоне, кои што дошле и правеле преврски, пишувале писма, им оставале пораки. И Андри Динан сето тоа го собрал, се вратил дома во Женева и напишал книга која што се вика Сеќавање на Солферино, бидејќи бил инспириран од тоа што го видел. И понатака, значи, од таа книга прераснува една идеја да се формира во секоја земја некоја организација која што ќе им помага на луѓето кога тие се навистина во неволја. Затоа денеска постојат 186 земји. Андри Динан е починат одамна, но
некако не станал свестен и не знал дека е творец на нешто најголемо во целиот свет, на една мрежа која што се базира на волонтерскиот дух, на желбата да се помогне без да се очекува некаков надомест. Прекрасно, фала ти многу, Александра. Ајде одиме понатаму со прашањата, имаме уште прашања. Ајде прво оваа кукла овде повели Злато, твоето прашање кој е? Здраво, јас сум Сара Тановска и моето прашање е чичкото Андри Динан, со што се занимава? Убаво прашање. Значи, што бил тој во неговиот живот? Обично кога работам со млади групи како што сте ви, они сите прашуваат да не бил доктор, да не бил хирург. Тие се навистина хумани луѓе, но секој друг од нас носи хуманоста во себе, така да не мораш да бидеш лекар да бидеш хуман, можеш да бидеш било каква професија да ја работиш. Андри Динан всушност бил бизнисмен, бил трговец. Значи он тргнал на тоа патување за да направи некаква си сделка. Така да и бизнисмени, и трговци, и фризери, цвеќари и сите што работат во Црвен крст се многу хумани луѓе. Така да секој има нишката во нас, само треба да ја открие. Да му е, браво, еве и оние кои што сметаат дека се хумани и сакаат да прават добри дела. Тука е Црвениот крст, бидејќи јас знам кај вас дека работат голем број на волонтери. Така. Споменав веќе дека сме ние најволонтерска, најголема организација, значи не само во Македонија, туку во целиот свет. И се обидуваме да ги привлекуваме волонтерите, поготово младите луѓе и да укажеме на некој начин дека Црвен крст промовира вредности. Значи може да го создаде младиот човек навистина спремен и подготвен за се она што го очекува во денешницата, која што навистина некој знае да биде тешка. Значи они волонтираат тука, учат што е хуманоста, како да се биде хуман, како да се помогне на некој кој што навистина му е потребна помошта. Иако они некојаш мислат дека се малечки, дека имаат 15-16 години, но секој може навистина многу да даде. Имаме посебни алатки преку кои што ние работиме со младите луѓе, значи како да станат подобри во делот на комуницирање, во презентирање, како сами да станат пир-едукатори во одредени теми како што се на пример сексуално преносливите болести, потоа ХИВ-сидата, значи они сами да предават на своите врсници. Така да имаме алатки, имаме волонтери и секогаш се трудиме да бидеме навистина атрактивни за нив. Многу интересно што дури најмладите се добре дојдени кај вас. Дефинитивно, да. Многу имаме ли уште прашања да видиме? Ова, девојка, овде повели Злато твоето прашање. Здраво, јас сум Марија Филевски и сакам да прашам од кога постои Црвен крст во Македонија. И ова е стварно убаво прашање. Од кога сте вие овде кај нас? Црвен крст во Македонија има исто така долга традиција, значи постоиме од 45-та година, но морам да кажам дека тогаш бевме друга земја, значи бевме во рамките на Југославија, кога се случи отцепување на сите држави, како што веќе знаете. Во 91 година Црвен крст на Македонија стана независно друштво, национално друштво, а веќе од 95-та година функционира како самостојно национално друштво во својата држава. И постои само еден Црвен крст на територија на Република Македонија, Црвен крст на Република Македонија, кој што има општински организации во секој град, како што е Дебар, како што е Скопје, Штип, Велес, така да кај да одите, ние сме присутни, секаде има млади луѓе и секаде го правиме тоа што го правиме тука. Ти благодарам, Александра. Ова нека биде првиот дел од нашиот разговор. Ќе направиме сега кратка пауза, а потоа се враќаме во втор дел и втора рунда прашања за тебе. Океј, правиме пауза. По емисија Супер Звезда се специјални ексклузивни гости од Црвениот крст на град Скопје. До мене се наоѓа повторно Александар Ристовски. Александра, ќе ми кажеш ти вака малце пошироко што е точно твојата работа овде? Во Црвениот крст на град Скопје сум одговорна за нешто што се вика дисеминација и обично им објаснувам на луѓето дека дисеминација во контекст на Црвен крст значи ширење на знаење за Црвениот крст. Им објаснувам на луѓето кој бил основоположник на Црвениот крст, како настанал Црвен крст, зошто токму Црвен крст е значи нашиот емблем. Потоа сум одговорна за една програма која што се вика Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, која што се одвива не само на територија на градот Скопје, туку во цела Македонија, која што представува алатка за регрутирање и задржување на новите волонтери и кадри во нашата организација. Алатката всушност им дава можност на младите луѓе да станат подобри членови на нашето општество, со тоа што им даваме знаење за тоа како се изработуваат и како се документираат малите проекти. Значи им даваме едукација која што понатака треба да резултира со некаква акција. Излегуваат на терен и прават проценка каде сметат они дека треба да се помогне. Значи не ние да им кажуваме, не родителите, не професорите дека треба да се активираат, туку они сами имаат состаноци, разговараат и изработуваат мали проекти за добробит на заедницата. Како пример можам да кажам дека минатогодишниот циклус заврши со вкупно 116 мали проекти на територија на Република Македонија. Иако кажувам дека се мали, тие не се мали проекти, тие се големи проекти во кои што се собрани доста пари, каде што е работено со деца со специјални потреби, со хендикепирани, пари кои што се дадени за операција на различни органи, на пример во телото, потоа хуманитарни концерти,
но најбитно е дека они се активираат, дека они стануваат подобри членови на нашето заедница во која што ние живееме. Јас секогаш кажувам дека некој од нив утре навистина ќе биде и председател на нашата држава. Така да ние како Црвен крст, како луѓето кои што промовираме вредности, сме должни да инвестираме во младината која што утре нас ќе не представува. Така ме интересира, значи, зошто е убаво сите оние кои што сакаат да бидат хумени, па поготово и меѓу дечињата, зошто е убаво да се вклучат во работата на Црвениот крст? Јас сум почнала, значи, како волонтер, морам да кажам. Денеска работам како професионалец во редовите на Црвениот крст, но сум почнала како волонтер. Мислам дека е убаво затоа што они пред се социализираат. Значи, имаат свој клуб каде што се собираат, каде што разговараат и каде што ги реализираат тие малите акции. Значи, поголема дружба, поголема комуникација, имаат можност за различни семинари, за едукации, потоа се отварат можности за патувања, на пример, во странство, значи, се запознаваат со младите од различни земји кои што се на нивната возраст, значи, дека ги урнуваме и тие етничките пречки, етничките бариери, затоа што сваќаат младите на крај дека се сите они млади, дека проблемите се тие кои што ги делат, дали се поврзани со финанси, дали со музиката, така да они се сплотуваат на некој начин и стануваат се поблиско. Кога ќе му помогнеш на некој кој што навистина му треба помошта, на некој на кој што му го даваш парчето леб, кој што него му значи се во текот на денот, а ти некогаш не си ни свесен за такво нешто, мислам дека нешто се крши во тебе, и во твоето срце се менува и мислам дека стануваш поинаков човек. Јас би сакал, за да може и најмалите дечиња кои сега не гледаат да не разберат, дали може да им објасниме што значи вака поточно зборот да се биде хумен? Да се биде хумен значи да се помогне на пријателот, на стариот човек кој што живее во твојата зграда, да се купи лев, да се донесе млеко, да не се фрлат старите алишта, туку да се донираат, бидејќи тие се нови алишта за некого, да не се фрла хартијата, да се внимава на колината во која што се живее. Сето тоа е хуманоста која што се учи од мали нозе, каде што ние како Црвен крст се обидуваме да ги научиме младите, навистина и родителите, сметам дека треба да го прават тоа и голем дел од нив го прават. Така да секаде каде да се свртите може да има хуманост. Значи треба да ја најдете во себе и да ја пружите. Значи не мора да биде тоа некои огромни проекти да ја спасувам планетата. Треба да тргне секој од себе. Единката треба да го направи тоа и потоа ќе биде бројот наш ќе биде многу поголем и сите некако ќе го направиме тоа подобро. Така, дечки, се согласувате ли со ова што Александра го кажа сега? Го делите истото мислење и сметате дека тоа е така? Сакате ли да бидете хумен? Ајде да аплауз за Црвениот крст, која што е организација, која што несебично им помага на сите оние, значи им дава и тој им дава од се срце и тоа со многу љубов. Имаме ли сега прашања да видиме кој сака нешто да праша? Повели, Злато, кој е твоето прашање за Александра? Здраво, јас сум Елеонора и сакам да прашам тетка Александра колку луѓе работат во Црвениот крст во Република Македонија. Супер прашање, значи колку луѓе работат во Македонија? Пошто сме ние мала земја, споменав дека во Македонија постои едно национално друштво и 34 општински организации. Вкупниот број на луѓето кои што работат професионално во цела Македонија е 130 вработени професионалци. Но затоа бројот на волонтери е многу поголем, значи почнувајќи од децата кои што стануваат волонтери во првото оделение, потоа од осмоделенците, од средните училишта, од факултетите, потоа од пензионерите, имаме и клубови на пензионери. Тој број на вистина поголем и тој број треба да биде поголем од тие се луѓе кои што ја креираат политиката на нашата организација. Они се тие кои што се на терен и кои што гледаат какви потреби имаме ние на вистина на терен и луѓе со кои што ние всушност соработуваме. Така, благодарам. Ај сега да видиме следно прашање кој ќе постави. Еве Марин, Злато, кој е твоето прашање повеќе? Здраво, јас сум Марин Сминковски, сакам да прашам тетка Александра, зошто токму баш се вика Црвен крст, а не Зелен крст? Убаво прашање, например, зошто не е син или жолт, точно, зошто е Црвен крст? Луѓето кои војувале не носеле никакви знамиња. Значи не биле обележени нити од една нити од друга страна и тие здравствени служби, дури луѓето кои не се војници, кои не војуват, немале никакво обележение, немале знак на Црвен крст дека се они лекари или дека се луѓе кои што не учествуваат во војната. И токму таа причина имаше доста изгинати, значи не само војници, туку луѓе кои што помагаат. И Андри Динан им помогнал на сите и сватил дека е потребно да се направи некоја организација која што ќе им помага, особено на оние кои што учествуваат во војната. И бидејќи доаѓа од Швајцарија, а швајцарско знаме, може би знаете, веќе ви помогнам, е всушност бел крст на црвена позадина. И во негова чест Црвениот крст всушност е инверзија на швајцарското знаме. Така да нашата организација не е религиозна, нема никаква врска со религија, со вероисповест, него представува амблем кој што е добиен во чест на Андри Динан.
За после многу години луѓето сваќаат дека е многу полесно да се функционира со емблем. Денеска на пример е многу лесно кога ќе видите семафор, веќе знаеме кој знак што значи, што бележува. Кога патуваме со родителите на пример знаеме дека знакот за хотел или мотел дека треба да се застане. Така да и денеска е многу лесно. Каде и да одите, кога и да патувате, ако видите знак за Црвен крст, знаете дека таму работат хумани луѓе кои ќе ви помогнат и сите ние од 186 земји многу лесно се препознаваме сега. Кога и да одиме на семинари, значи обележија со знакот на Црвениот крст и знаеме дека припаѓаме, дека чувството на припадност е многу битно. Сите ние припаѓаме во една организација која што се вика всушност Друштвото на Црвениот крст и Црвена полумесечина. Александра, ти ми кажа пред да дојдеме дека ќе има некако изненадување, дека има некој специјален подарок за дечињата кои што ќе го добијат уште во самиот старт. За што станува збор? Значи ние дизајниравме едни маички која што јас веќе ја облеков, значи за добродејде, едни маички специјални за децата. Морам да кажам дека секоја кампања која што ја правиме различни плакати, билборди, различно е мото на целата акција. Мотото кое што ние го подготвивме, да речам, за вас денеска е, значи јас го сакам Црвениот крст. Секој може да го сака Црвениот крст и дека секој може да стане волонтер во Црвен крст, дека сите вие сте добродетели. Така да јас ќе ви дадам овие маички, се надам дека ќе ги носите и дека ќе ми раскажете на вашите пријатели каде сте биле денеска. Само што ќе ги носиме, него ќе ги носиме секогаш, долго време ќе си ги носиме и секогаш кога ќе ги носиме ќе се сеќаваме на оваа дружба која што сме имале со вас денеска. Фала ти многу, Александра. Може сега да ги облечеме маичките? Ајде, 3-4. Је! Александра ми каже дека денеска ќе запознаеме повеќе луѓе кои што работат овдека. Кој е првиот од нив? Доктор Реджеп Осијани, кој што е одговорен за оделот здравство при Црвен крст на град Скопје, го води оделот за првата помош и крводарителство. Ето така, драги суперзвездички, ова е доктор Реджеп. Докторе, добро ни дојдовте во Суперзвезди. Добро дојдовме. Мило ни е што дојдовте да ле посетите. Значи, јас сум координатор во Црвен крст на град Скопје во оделот за здравство, за прва помош и за крводарителство. Што поточно е значи вашата работа? Па нашата работа, значи јас како одговорен на овој дел од стручната служба, значи ги координираме работите со општинските организации, значи сите активности кои што ги одвиваме на терен, ги покриваме и ги организираме значи сите наши активности. Значи, дечки, дали имате некои прашања кои што би биле убави да му се постават на докторот? Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Марија Филевски, сакам да прашам што е крводарителство. Ова е навистина убаво прашање. Ова дали е во вашиот ресор ова крводарителство? Значи, крводарителството е гранка од Црвен крст и секој граѓанин треба да пристапи кон дарувањето на крв, бидејќи тоа е хумано дело и со секое дарување на крв се спасува нечиј живот. Благодарам. Следно прашање ќе постави кој? Да видам. Повели Злато, имаш ли ти прашање за докторот? Здраво, јас сум Елеонора, сакам да прашам господинот Реджеп кој се може да дава крв. Убаво прашање. Значи, дали деца например може да даваат крв или баби, дедовци или мајки, татковци, кој би требало да дава крв? Значи, децата сега дека не може да даваат крв, значи во нашата држава има некои спецификации, значи крв може да дава секој возрастен човек здрав од 18 до 65 години возраст. Каде оди понатаму таа крв и што се случува со оние кои што донираат крв? Значи таа крв која што се донира од граѓаните во нашите крводарителски акции кои што ги организираме, оди значи во трансфузиологија, таму се обработува и потоа оди во другите клиники каде што има потреба, значи на болните, во операционите сали и на други места каде што треба крв. Имаме ли многу крводарители во Македонија, например? Можам да ви кажам бројка, значи од минатата година за 2008, значи на ниво на Република Македонија беа собрани 55.056 крвни единици. Значи 85% покриено од тоа што сме ние планирани. На ниво на територија на град Скопје тоа се 12.036 крвни единици. Што задоволува или не? Па сега за сега задоволува, али не значи дека треба да станеме на ова, значи таа бројка треба да се зголемува. Благодарам. Одиме сега понатаму со другите прашања. Имам уште прашања, да? Еве, оваа женска повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Мана, сакам да прашам што е тоа прва помош и кој треба да знае што е прва помош. Супер. Ајде да видиме сега што е стварно тоа прва помош.
прва помош, значи тоа е вештина. Се обучуваат луѓето за да може да му помогнат на другите луѓе кои што се во незгода, односно при некоја повреда или изгубена свест или сообраќајка или во било какви различни ситуации. Интересира дали само доктори знаат што е прва помош? Значи не знаат само доктори, затоа реков и вештина, значи тоа се обучуваат луѓето, значи ние имаме инструктори кои што ги вршат таквите обуки, значи можеме да даваме обука за прва помош, за да понатаму значи он може да дава прва помош. Значи, кои се дености, еве, например, спаѓа во прва помош? Например, имаме вештачко дишење, така? Па, значи, тука се опфатени сите дисциплини кои што стварно треба, значи, да ги знае еден граѓанин за да може да пружи прва помош. Значи, тука спаѓа вештачко дишење, тука спаѓа, значи, поставување во бочна положба, тука спаѓа, значи, преврски, имобилизација и други работи кои што треба да ги знае. Каде се учи прва помош и кој се треба да ја научи првата помош? Значи во сите општински организации има инструктори кои што дават и пружат обука за прва помош. Кој треба да знае секој граѓанин. По закон, значи се задолжени возачите, значи секој возач пред полагање на возачки испит, значи треба да полага обука по прва помош и вработените со новиот закон, значи на секој 20 вработили во работни организации и фирми, значи еден треба да биде обучен по прва помош за да може да пружи прва помош при некој инцидент на работното место. Сега кажавме дека вие работите, значи овдека како доктор и професионален соработник на Црвениот крст, така ли беше? Да. Убава ли е вашата работа? Убава. Уживате ли во она што го правите? Секако. Сметате ли дека сте и самиот хуман човек? Да. Имате ли нешто да им порачате на оние кои што сакаат да бидат хумани, кои што сакаат да станат дел од вашата организација? Да, значи ги повикуваме сите хумани луѓе, значи кои што имаат волја да помагаат на другите, значи во било која гранка на активностите на Црвен крст да се приклучат и тоа е прекрасно чувство. Ви благодарам, докторе. Александра, значи ние од овдека каде ќе продолжиме сега понатаму? Одиме да се запознаеме со нашиот следен соговорник Александра Балкановска, која што го води одделот на млади и која што го координира активностите на младите. Благодарам, сега ќе направиме кратка пауза, потоа одиме да се запознаеме значи со Александра, колешката на ова Александра. Одиме кај неа. Во оваа емисија суперзвездите се специјални гости во Црвениот крст. Веднаш кога до мене се наоѓа Александра Балкановска, ќе кажеме здраво живи, добро дојде Александра во Суперзвезда. Здраво на сите и добро дојдовте во канцеларијата на млади на Црвен крст. Така, значи младите доаѓаат овде, така ли? Токму така. Секој ден, неколку часа дневно, кога имаат слободно време, кога сакаат, овие врати се отворени за нив. Така, значи вие работите исклучиво со младите? Па да, целна група, да речеме, оние кои што се постојано наши активисти или волонтери, како што ги нарекуваме во Црвениот крст, се токму младите луѓе. Александра, што е подоцна вашата работа, значи овде? Јас сум значи координатор за активностите на млади во Црвениот крст на град Скопје, што значи изготвување на оние годишни програми, извештаи за работата, координирање на нивните активности, помош во реализација на истите на терен, дописки, приписки со институции, онаму каде што излагуваме на терен, каде што одиме, да речеме во нивна посета, така што однаш што значи една активност на младите луѓе и поддршка на сите нивни идеи, да ги наречеме. Има ли млади кои искрено сакаат да се вклучат во работењето на Црвениот крст? За среќа да, многу млади луѓе и тоа е добро затоа што знаат каде да го искористат слободното време, знаат што да прават со себе кога имаат слободно време, знаат да бидат хумани, знаат да бидат мотивирани да работат во Црвениот крст и тоа е многу интересно и многу забавно за нив. Така, благодарам. Има ли сега прашање за Дада Александра? Да видиме од каде да почнеме. Од оваа девојка. Повели Злато, кој е твоето прашање за Александра? Здраво, јас сум Сара Таневска и моето прашање за Александра е како во Црвениот крст ги привлекуваат волонтерите? Стварно, како ги привлекуваат волонтерите? На кој начин доаѓате до нив и тие до вас? Интересно затоа што има повеќе начини. Еве најнапред, вие сте сега кај нас. За некое време ќе ви се роди желбата и почесто да бидете кај нас, верувам дека ќе биде така, и вие едноставно самите ќе си го пронајдете патот до нашите канцелари, односно до нашата организација. Меѓутоа, ако вие не сте биле во нашите простори и не знаете каде се наоѓа, тогаш ние ќе ве пронајдеме вас, затоа што ќе дојдеме во вашите училишта, во вашите средини, ќе држиме можеби едукација или некои предавања, ќе ви објасниме што значи Црвениот крст, како вие можете да се вклучите во него, каков придонес можете да дадете како млади луѓе во Црвениот крст и верувам дека ќе ве мотивираме во некој од тие сегменти, во некои тие полиња да се пронајдете и да продолжите да волонтирате.
Супер, фала ти Александра на прекрасниот одговор. Следно прашање ќе постави кој, оваа женска или оваа? Ајде, оваа женска прво, повели Злато. Здраво, јас сум Ане, сакам да прашам какви акции имате. Убаво, значи волонтерите овдека работат, предпоставам на акции. Какви акции имате и што све работите со нив? Исто интересно, затоа што волонтерите во клубот на млади, значи многу често сами ги осмислуваат акциите, сами даваат идеи и потоа ги реализираат. Ние сме тука да им дадеме поддршка за идеите и да им помогнеме во реализација. Тоа е нешто ги исполнува, затоа што младиот човек сака да биде креативен и знае да биде многу креативен и навистина треба да им дадеме слобода да го реализираат она што го сакаат. Кога сме кај акциите, значи имаме разновидни, имаме оние што ги нарекуваме календарски акции во Црвениот крст, например, еве, ќе споменеме неделата за борба против ХИВ-СИДА. Значи имаме тука многу работилници, едукации, како што спомнав и во вашите средини, во вашите училишта. Потоа имаме многу собирни акции. Ќе споменам како она што беше за денот на глатта. Исто така имаме многу креативни работилници, затоа што во некои институции едноставно немаат потреба од нешто конкретно како храна или облека, меѓутоа имаат потреба од дружба. Одиме кај нив, изработуваме украсни честитки, предмети, не знам, цвеќенца, разни украсни кутии, се дружиме со тие дејчиња во институциите и навистина се поминуваме прекрасно. Благодарам, одиме понатаму. Оваа кукла има кренато рака цело време. Здраво, јас сум Марија, сакам да прашам да Александра со кого се соработуваат. Убаво прашање, значи има ли такви кои што ве помагаат, со кои све фирми вие соработувате, имате ли донации и слично? Да, имаме многу луѓе што слушнале за нашата активност и решиле да не поддржат, значи во реализација на некои активности. Значи покрај овие календарски или тековни активности во Црвениот крст ние често аплицираме на проекти или бараме поддршка од некој донатор се нарекува, значи некој што сака да поддржи нашата активност. Изработуваме проект или некоја проектна активност, аплицираме и најчесто успеваме. Значи тука би ги спомнала како поддржувачи Стопанска банка кој што излегува во пресред, ги поддржа сите наши активности за 2005, 2006, 2007 година. Годинава повторно аплицираме кај нив да не поддржат. Би ги споменала PricewaterhouseCoopers кој што поддржа еден многу убав проект за толеранција, за еднаквост, за човекови права, значи научија нашите млади, се дружевме со млади од други институции, потоа Високиот комесаријат за бегалци ќе го споменам, еден убав проект за ХИВ, за СИДА, за сексуално преносливи болести, исто така за младата популација. Дали вашите акции сметате дека се успешни акции? За среќа да, значи имаме резултати од истите, имаме едуцирано, да речеме од еден проект, например 200-300 млади луѓе, што е успех. Во проектот што не беше за Понтон имаме околу 400 млади луѓе едуцирани. Имаме собирни акции во кои што конкретни резултати, например денот на глатта собрани, не знам да кажеме, еве конкретно 25 пакети. Знаеме дека тие 25 пакети се поделени на семејства кои што имаат потреба од нив. Значи се е тоа мерливо, се е со конкретни бројки, со конкретна количина која е собирна акцијата, така што за среќа да, успешни сме. Ти благодарам, Александра. А сега ќе запознаеме две специјални женски. До мене се наоѓа Ана. Здраво, Ана, добре дојде во Супер Звезда, како си добра? Добре, супер. А ова е Искра, здраво, живо, како си ти? Одлично. Значи, станува збор за две девојки кои што работат како волонтери во Црвениот крст, така ли? Точно. Колку често вие доаѓате овде да волонтирате? Па, ја доаѓам доста често, бидејќи имам доста слободно време, го искористувам максимално во просториите на клубот на млади во Црвениот крст. Така, дали мислите дека е добро тоа што го правите вие? Па да, мислам дека е во ред, многу интересно и забавно и да го препорачувам на сите млади луѓе, ќе се дружат, ќе одат на разни креативни работилници, би го препорачала, да. Запознавате и други луѓе, се дружите со млади? Секако, да, овдека има и функционира и клуб на млади во оваа канцеларија и тие се постојано со нас преку целиот ден. Има ли вака некои работи кои што долго ќе ги памтите, некои кои што ви се останати така во сеќавање од акциите на кои што сте биле до сега? Па да, јас ќе памтам едно патување во Бугарија. Бевме со дечиња од Порака, тоа се дечиња со посебни потреби. Меѓутоа беше многу забавно, бидејќи тие се едни прекрасни луѓе и беше прекрасно и тоа ќе ми остане посебно во сеќавање. Искра нешто вака ти? Па, јас сум малку понова за разлика од Ане, неколку месеци. Имам неколку акции позади мене и мене ми е најинтересно кога уствари ќе излеземе на терен. Тоа е најинтересното од целата таа дружба. Значи што имате да им порачате на ние кои сакаат да бидат волонтери, да се плашат или да не се плашат, да дојдат уште денес? Да дојдат уште денес, да. Ќе им биде доста забавно и ќе се познаат многу луѓе.
Искра, ти се најдели себе си овдека како дел од тимот на Црвениот крст? Секако, да. Што им порачуваш на оние кои што сакаат да се приклучат? Па секако нека дојдат кај нас во клубот на Црвениот крст за млади особи. Да не чекат тоа да го сторат уште денеска, така? Така е. Фала. Океј, сега ние ќе направиме кратка пауза, а понатаму продолжуваме со последниот дел од нашата емисија. Пауза. Во ова емисија Супер Зедите се специјални гости во Црвениот крст. Полека се ближи и крајот на ова денешно наше дружење. Овдека, Александра, како си поминуваш со нас? Ја мислам дека ми е многу убаво се чувствам и примив доста позитивна енергија, да ви кажам. Дечки, како ви се допаѓа вас овде во Црвениот крст? Мислите ли дека е убаво? Да. Интересно е? Да. Значи, многу убаво средено, убаво обоено и многу пријатни луѓе кои што работат овде. Голем аплауз за сите вработени денеска во Црвениот крст. И посебно за сите хумани работи кои што вие ги правите. Ај сега да видам за крај дали имаме подготвено прашање. Имаме? Ајде повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Сара Таневска и моето прашање за Дада Александра е на кои луѓе Црвениот крст им помага? Ова е прекрасно прашање. Значи, на кои се тие луѓе на кои што ви им помагате? Па луѓето на кои што ние им помагаме се всушност различни целни групи и се обидуваме тие навистина да бидат различни. Значи доколку има потреба за луѓе од прехранбени или пак од хигиенски пакети, развиваме одредени социјални програми за истите луѓе. Потоа работиме со млади луѓе, како што веќе бевме во одделот за млади, видовте што е се што работиме со нив, значи едукативни работилници, креативни работилници и тоа се всушност работа значи со младите луѓе. Понатака работиме значи со пензионери, значи тоа е многу интересно да се каже, значи ако се потребни некои едукативни сесии и предавања, значи тоа го правиме за сите нив. Потоа работиме и со најмлади во градинка, на пример, работиме, имаме различни програми таму. Така да според целната група развиеме програми кои што се потребни за истата целна група. Така, благодарам Александра. Одиме понатаму следно прашање. Повели Јована Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Јована Кажухарова и сакам да прашам дали Црвениот крст работи со деца во градинка? Убаво прашање. Значи, работите ли со најмалите дечиња кои што одат во градинка? Така, значи баш се надовезуваме на незиното прашање. Значи да, имавме минатата година еден проект кој што го развивавме сами, значи во соработка со градинките на територија на градот Скопје. Тоа беше првата помош во градинки. Значи се обидовме на младите, на децата во градинки да им објасниме што е тоа прва помош, како може да си помогнат самите, доколку се исечат, да не се паничи, да бидат присебни, да се ги викнат родителите. Така да Црвениот крст беше присутен минатата година во градинки и се надеваме дека тој проект ќе продолжи понатака оваа година. Така, благодарам. Следно прашање ќе постави Еве оваа девојка, повели срце, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Елеонора и сакам да прашам тетка Александра дали ти им помагаат на бездомниците? Дали стварно Црвениот крст им помага на оние луѓе кои што ги гледаме по улиците кои што немаат дом? Тоа е уште една целна група со која што ние работиме и согласно програмите кои што ги имаме и согласно потребите на луѓето кои што се наоѓаат на терен, такви програми развиваме, веќе споменав. Така да од минатата година со поддршка на Космофон отворивме еден центар за бездомници кој што се наоѓа во Момент поток и кој што функционира 2 пати неделно. Значи лицата кои што се бездомници им овозможуваме значи одење во тој центар каде што може да добијат основни, како да речам, третмани, значи хигиенски третмани, значи може да се избањаат, може да се испере нивната облека, имаме веш машини за перење, потоа може да добијат чиста облека, има разговор со лекар, со психолог доколку е потребна некои лекови од она основната примарната заштита, потоа може да добијат разговор, чај еден да се напијат и целиот тој процес значи да го повтора наредниот петок. Фризер, значи доаѓаат учениците од фризерското училиште, волонтираат, разговараат со нив, се шишаат, значи онаа лична хигиена луѓето веќе ја добиваат. Така да тој програм оди заради своите квалитети ќе се продолжи оваа година. Прекрасно, фала. Да видиме понатака следно прашање. Здраво, јас сум Ана Марија Тановска и моето прашање е дали Црвениот крст има нови интересни проекти? Супер. Значи имате ли некои нови вака интересни убави проекти? Па, мислам дека е добро секош да бидеме во тренд, секош да бидеме атрактивни, секош да се држиме до она што е навистина потребно. Сега сакам овде да споменам нешто што исто оди некое време веќе, ама мислам дека ќе биде интересно како за најмладите, така за нивните родители, за јавноста, дека доколку одат во планина, јас топло тоа го препорачувам, значи кога ќе се качат на планината водно, на средно водно има Даре Бомбол, каде што Црвен крст на град Скопје има своји простори и таму оди нешто што се вика спасителна станица. Значи волонтери
волонтерите од Црвениот крст на град Скопје кои што се едуцирани конкретно за спасување во планина, таму се секој викенд, значи опремени со соодветна опрема, доколку ви се случи некаква повреда, некаква незгода, може да им се јавите, они ќе дојдат, значи ќе измерат притисок доколку е потребно или ќе пружат прва помош и директно со возилото лицата ќе ги пренесат таму каде што е потребно. Бројката на лицата кои што се повредуваат во текот на викенд е доста голема, така да тоа ни е показател дека такви едни проекти понатака треба да се развиваат. Оваа спасителна станица е всушност во рамките на одделот за катастрофи кој што функционира при Црвен крст на град Скопје, кој што исто така ја координира републичката единица за одговор при катастрофи, кој што се состои од неколку тима. Еден од тимовите тимот за спасување на планина, потоа имаме тимот за прва помош, тимот за логистика, тимот за спасување на вода, дечки кои што се доста ентузијасти во својот дел кој што го работат и кои што се подготвени и за прва помош и за спасување во планина. Некојаш имаме повици дури од полиција доколку се бара некое лице, значи луѓето од Црвениот крст се активно вклучуваат во тие потраги. Доколку има некаква катастрофа, не дај Боже, значи во Македонија, они се лица кои што ќе бидат поканети, повикани, значи да одговорат во случај на катастрофа. А доколку има катастрофа во друга земја, знаат ли нашите од овде да заминат таму? Да, морам да кажам дека ние како Црвен крст Република Македонија веќе имавме представници наши кои што беа во Индонезија. Морам да споменам дека сме многу добри во делот на прочистителни станици, значи доколку има проблеми некаде со вода, значи нашиот тим доаѓа, ја монтира станицата, се пречистува водата. Тоа беше ситуација на пример во Куманово во 2001 година кога болница непречено работеше, значи иако водата беше доста загадена. Така да имаме добар кадар кој што е предпознатлив и надвор и кадар кој што е добродојден и секогаш повикан во едни такви катастрофи. Така, благодарам. Имаме ли уште прашања? Мари, имаш ти за крај некој прашање? Ево, нека биде последното прашање од Мари. Кој е твоето прашање, Златко? Здраво, јас сум Марин Семенковски, сакам да прашам детка Александра дали работат со бегалци. Така, работите ли со бегалци? Тоа е уште една целна група со која што Црвен крст работи. Морам да го споменам тука нашиот партнер, Високиот комесаријат за бегалци, кој што има канцеларии во Македонија и кој што долго години ја поддржува програма во Македонија, особено во Црвен крст на град Скопје. Обезбедуваме, значи, здравствена заштита за овие лица и ги има некаде околу 1800 до 900 лица во Македонија, се уште, значи, од Косово. И покрај здравствените програми, значи, имаме и програми кои што се однесуваат за млади луѓе, за едукација, за нивното образование, и тие програми ние ги организираме со некои други невладини организации во Македонија кои што се добри на тоа поле. Еве ќе го спомнам Сумнал организација која што функционира, значи, во Топанско поле и во Шутка, каде што всушност се наоѓаат тие бегалци. Ги мотивираме, значи, за некои курсеви кои што они ги поминуваат како полесно би се интегрирале во општеството во кое што живеат денеска. Така да работиме, значи, со таа целна група. Така, за крај што ќе им порачате на сите оние кои што ме гледаат, посебно дечињата, а и нивните родители? Па да бидат добри, да бидат позитивни, да бидат хумани и да не мислат секогаш за себе, туку да мислат и за оние кои што секогаш имаат помалце од нас. Александра, ти благодарам за овој разговор кој што имавме денеска, ти благодарам што не покани и што направи волку убаво, топло и страшно да се почувствуваме овде кај вас во Црвениот крст. Ви благодарам многу и на вас и јас многу успеси понатака и продолжувам на Супер звезда. Многу генерации кои што ќе ја продолжат нивната мисија која што они денеска ја направиле. Фала ви за све, ве поздравувам, ги поздравуваме и сите наши гледачи. Им праќаме многу бакнежи поздрави и ќе им кажеме дека се гледаме за една недела од сега во следната сабота во 10 часот на канал 5. Чао, пријатно до гледање, чао.